како дел од напорите за зајакнување на капацитетите за меѓусебна соработка. Општините членки на североисточниот плански регион веќе подолго време заедно работат на јасно поставена цел, при што акцентот пред се е ставен на создавање на неопходните услови за развој на туризмот. Во фокусот се проекти кои на македонскиот североисток ќе му донесат поредовна посета и позабележителен финансиски прилив, нешто кое од друга страна нужно бара подобрување на општата инвестициска клима и на инфраструктурата во овој дел од земјата. Ние веќе информиравме дека средствата кои што на овие единици на локалната самоуправа им следуваат од Бирото за равномерен развој се распределени, а Крива Паланка уште тогаш имаше готови интересни идеи за кои планираше да ги намени. Имено послужија за изработка на проект и студија на издржаност за изградба на центар за планински и зимски туризам во Кривопаланечкиот дел од Осоговието, кои во средата на 6 ноември стручните лица ги презентираа пред градоначалникот Арсенчо Алексовски и пред членовите на неговата администрација. Идеи секако имало од претходно, но конечно е сторено нешто конкретно. Општината се реши на првиот символичен, но неопходен и нималку ефтин чекор, па првиот човек на градот вели дека сега физибилити студијата на спортско-рекреативниот туристички центар Калин Камен, како издржана идеја, би можела да биде представена пред домашен или пред странски инвеститор, пошто повеќе децениската желба би станала реалност. Мене ми е драго што сепак овој проект е направен од доста искусни куќи. Тоа е нашата македонска куќа Филбис и од Бугарија куќата тоа е United, да. Тоа е заеднички проект на овие две куќи, инаку да кажам дека фирмата United е учествувала во изработка на физибилити студијата за зимскиот туризам во Банско, Пампорово и уште на неколку други познати зимски центри во Бугарија. Така да сметам дека сепак ова е дадено на една сериозна куќа, проектот е направен сериозно и ова ќе биде една почетна точка за идните инвеститори кои сакаат да инвестираат, зашто сите ние кривопаланчани знаеме да кажеме дека имаме убава планина да се направи нешто неодолку и некој да дојде и да сака да направи нешто, која ќе побара, ние до сега немавме што да му кажем па одека или ондека. Ова е почетно нешто, од тука натаму ќе следуваат проекти за инфраструктура во самите центри. Сметам дека ова нешто не треба да го поставиме и да го развиваме понатаму. Како што спомена Алексовски, студијата за издржаност е резултат на сеопфатната работа на докажани проектантски куќи, македонската Филбис од Скопје и бугарските Ивис и United Consult. Мирко Стојановски од Филбис го нагласи задоволството што повторно имал можност да стори нешто за Крива Паланка. Можам да кажам дека студијата е направена многу објективно, рационално, со поддршка на сите научни методи кои ни стоја на располагање, со искуството што нашиот бугарски партнер го имаше. Не ни пречеа ни јазикот, ни границите за да оствариме една наистина прекрасна соработка и едно разбирање. И мислам дека оваа студија е резултат токму на тоа наше разбирање и убава соработка. Оваа студија е многу значајна затоа што, како што рече градоначалникот, представува почетен еден иницијал од кој што почнува една стратегија за развој на овој регион. Значи, туризмот е иднината на регионот на Крива Паланка, затоа што туризмот ќе возможи она што во овој момент недостасува, тоа е проток на луѓе, проток на идеи, затоа што Крива Паланка не е на крај на светот, како што мислиме ние овдека, кои последниве 10 на 15 години се обидуваме да направиме нешто. Навистина, секогаш доаѓаме во ситуација кога се обидуваме развојни планови да правиме, како да се наоѓаме негде на крајот на светот. Тука завршуваат сите патишта. Тоа не е точно. Крива Паланка е баш едно проточно место, каде што две клими се судираат и прават навистина да имате еден регион во кој што човек со задоволство треба да престојува. Тука се пресекот на континенталната клима, влијанието на медитеранската клима, биодиверзитетот ви е наистина прекрасен. Имате со што да се пофалите, имате што да покажете на луѓето кои ќе дојдат во овој регион. Климата, воздухот, чистотата на тој воздух, па дури
би рекол и чистотата на луѓето, на населението кое живее во овој регион и кое се справува толку години со суровоста на приликите во кои што се наоѓа. Значи сето тоа е едно богатство кое вие го имате овдека и треба едноставно да се отвори тоа, да се овозможи тој проток на луѓе кои ќе донесат нови идеи, кои ќе отворат нови можности, освен во туризмот, во услугите, да се развива и некакво производство и други развојни програми. Следуваше она за кое сите беа дојдени. Архитектот Емил Леков пред присутните презентираше детали од навистина сеопфатната физибилити студија за развој на спортско-рекреативниот туристички центар Калин Камен. Долгорочната идеја е овој дел од Осоговскиот масив во наредните години да го заслужи имиџот на препознатлива дестинација која ќе понуди современи, квалитетни и автентични туристички производи и услуги, базирани на богатата природна и културна средина. Сме имале прилика и во минатото да се попалиме со убавината на нашите предели и со карактеристиките на ова поднебие. Меѓутоа сега и официјално добивме потврда дека тоа навистина е така и од регионот со право може да се гордее со својот потенцијал. Како и да е, не треба да го оставиме неискористен. Студијата се однесува на подрачје од 193 км2, јужно од Европскиот коридор 8, источно од коридорот 10, кои ги поврзуваат четирите страни на стариот континент. Леков се концентрираше на основните аспекти од проектот, изнесувајќи анализата на актуелната состојба, преку карактеристиките на општината, местоположбата, проучувањето на флората и фауната на регионите од интерес, а акцент беше ставен на урбанистичкиот концепт за евентуалната реализација на замислите. Речиси сите карактеристики: релјефот, местоположбата, комуникацијските врски, климата, концентрацијата на населението, спецификите на теренот, сончевите денови и можностите за задржување на снежната покривка во зимските месеци. Одат во прилог на тоа да се заклучи дека регионот нуди можности за туристичка понуда во текот на целата година, а и оние слабости кои се забележени се нешта за кои напредокот и развојот нудат решение. Од искуството кое го имаат, стручните консултанти уверуваат дека туризмот е еднината на осоговските општини, а нашата, велат, ги има на атрактивните локации. Сепак истакнуваат дека ова е долгорочен стратешки проект, кој не бидува готов за ден-два, туку неговата реализација се мери во десетици години. Затоа и е потребно да биде што е можно подобро адаптиран на посебностите на теренот. Затоа оценката каде и што може да се направи е дадена во етапна програма која опфаќа 3 сегменти, кои имаат неколку подфази. Трите сегменти практично се однесуваат на трите зони кои што се определени како најпогодни за изградба на капацитетите и целокупната инфраструктура. Првата, која би требало да биде во ВТ Калин Камен. Таа е најблиска, но и замислена како најголема, со оглед на потенцијалот кој е во станове. На двете била се забележани најдобрите можности за практикување на ски спортови преку зимата, како и планинарски туризам на лето. Ова област во следната фаза треба да се поврзе со втората зона, планирана на Царев врв, каде е утврдена најмала изложеност на сончеви денови, што значи и е најпогодна за ски патеки и евентуални надпреварувања во овие дисциплини. На крајот, за реализирање на третата зона околу врвовите Сокол и Руен, потребни се услови кои не зависат само од добрата волја и финансиите, туку и од работењето на рудникот Ораница. Затоа пак истата нуди можност за прекугранична соработка меѓу Македонија и Бугарија. Леков нагласи дека посебно внимание е посветено на комуникациите и поврзувањето, како на пристапот до поблиските локалитети, така и на меѓусебната конекција на трите зони, со тоа што предвид се земени и веќе присутните туристички места, како на пример манастирскиот комплекс Свети Јоаким Осоговски и сличните постојни локалитети во соседните општини. При тоа самиот град Крива Паланка е замислен како појдовен или транзитен пункт, а сите сместувачки капацитети ќе бидат на најподобните локации во планините. Сеопфатноста и големината на проектот не дозволува овде да ги пренесеме сите поединости, меѓутоа се нас проектантите кои работеле на студијата на издржаност овде гледаат огромен потенцијал за целогодишна понуда на туристички пакети, што би го привлекле интересот и на локалните гости и на посетителите од страна. Во идеален случај, за десетина години на површина од 300 хектари би требало да никнат апартмани, хотели, приватни викендици и вили, жичарници, ски патеки и други спортски терени, спа центри и многу придружни содржини. Овие капацитети би можеле да отворат многу работни места и во нашата општина да донесат бројни туристи во текот на целата година. Сепак, се во ова е проекција на желбите и на напорите на одговорните кои се надеваат дека со физибилити студијата ќе може да најдат партнер кој ќе вложи во големиот план. Јас искрено кажано сум презадоволен од она што е направено. Ова е, значи, како што кажавте, преку североисточниот плански регион, но средствата се обезбедени од Бирото за регионален развој и на основа на тоа беше распишано преку североисточниот плански регион тендер.
Јас и порано имам кажано дека тендерот го доби фирмата Филби заедно во корпорација со бугарска фирма во која како што видите се работи за една доста сериозна фирма и за доста сериозно разработена студија. Оваа фирма поречем си има докажано во Бугарија за развојот на туризмот во Бугарија, во Банско, во Пампорово, уште во некои зимски туристички центри. И она што мене ме радува како градоначалник и како граѓанин на овој град е тоа да оваа студија не дава развој само за зимскиот туризам, значи се работи за целогодишен туризам на Осоговските планини и тоа е добро. И тоа е поидовна основа за развој на овој дел на Осоговските планини. Значи тука можеме да зборуваме за развој на викенд туризам, за хотелски туризам, за пешачки, за планинарење, за сите оние форми на туризам. Ние како општина Крија Паланка немаме државно земјиште многу со кое може да се пофалиме да правиме индустријски зони ваму. Значи ние ќе ги привлекуваме туристите, инвеститорите на секаков можен начин, но ова е една основа, како што беше кажано и од самите презентери, за само финансирање, само инвестирање на граѓаните во туризмот. Ова е основа на почеток, затоа што се повеќе и повеќе луѓето се свртуваат кон планинскиот туризам, се повеќе и повеќе луѓето сакаат на вистински одмор на планина да се одморат и мислам дека полека ова ќе заживее. Да не се лажеме дека ова од утре ќе почне готово, ова си бара временски период, ова бара време на реализација, ова бара време на инвеститори, ова бара време па дури и оние кои имаат собствен имот горе да време за да направат викендици или нешто слично но сепак ова е поидовна основа за започнување. Повторно ќе кажам, сите ние краопаланчани зборуваме дека планината ни е одлична, дека Осоговската планина е најдобра и точно е. Од сите општини кои се на Осоговските планини, Крија Паланка го има најубавиот терен. Крија Паланка, најубавите скијачки терени се на подрачјето на Крија Паланка, но за жал ние немаме ништо на нашиот дел од планината, зборувам во однос на ски лифтови или нешто слично. Тоа го имаме во Кочани, каде што имаме многу помали површини кои се за таа намена. Кјустендил, како што знаете, кај Трите буки исто така. Нашите терени се далеку поголеми, далеку поубави. Еве, како што беше истакнато и од самите презентери, се работи за 3 етапи. Етапата на Калинкамер, етапата на Цареврв и етапата кај Тораница на Сокол, односно на Руен. Значи, пообемно е местото, пообемно е начинот на кој може да се скијат сите тие 3 етапи, како што ги кажуваат, се поврзани, може од една да се помине на друга па на трета. И еве да се надеваме дека ова ќе на некој начин ќе почне да привлекува и туристи, ќе почне да привлекува и инвеститори кои ќе сакаат да инвестираат. Ние како општина работиме на тоа да го заживееме и оној дел на викенд населбите да биде просто речено планината да биде богата со луѓе, да има луѓе во планината, да има луѓе кои ќе сакаат да се рекреираат, да има луѓе кои ќе сакаат да поминат дел од своето време слободно на планината и тогаш сме ја постигнале цел. Како што слушнавте, плановите се големи, па со евентуалната реализација нашиот дел од Осоговието ќе може да се попали со атрактивен планински ресорт и со спортско-рекреативен центар кој ќе им биде конкурентен на оние од земјави и од регионот. И далеко од тоа дека се ќе се сведе на ски центар, туку со бројни активности ќе се работи на продолжување на туристичката сезона во текот на целата година. Па по нашите планини ќе крстосуваат мотори и алпинистички велосипеди, а ќе се создадат услови за параглајдерство, планинарство, алпинизам, се за спорт и за рекреација. Развојот на туризмот во Осоговските планини ќе придонесе за развој и за зачувување на природните и културни специфики и атракции, зближување на луѓето од поширокиот регион, како и за подобрување на квалитетот на животот на локалното население.